Почитувани гледачи, добро вечер. Следува уште едно ново издание на емисијата Ваш термин, а со вас сум јас тука како ваш домаќин Виолета Петровска Перичи, се разбира со мене веќе во студиото и денешниот доктор со кој што ќе говориме за ова што ќе ви го најавам во продолжение. Значи одлучивме да поразговараме на интересна тема, впрочем во секој издание говориме за некои одредени заболувања со доктори специјалисти, меѓутоа денес малку ќе поразговараме секако и за некои типови на заболувања, меѓутоа од некој друг аспект, а тоа е во однос на лекарските прегледи за управување со возилата. Значи, одговорен доктор за денешната тема е доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е специјалист по трудова медицина и воедно и председател на Македонското здружение на медицина и труд. Тој веќе со мене во студиото и секако дека ќе кажеме многу информации кога станува збор за оваа тема. Уште повеќе што ќе кажеме, значи која е легислативата која што ги уредува здравствените прегледи. Значи зошто се тие важни да се направат кај секој оној кој што сака да управува со моторно возило. Како е тоа регулирано со Законот за безбедност во сообраќајот и ред други прашања. Значи останете со нас, следите ни и секако сите оние кои што не следат, ако имаат некое прашање, нешто што ги интересира, може да се вклучат во нашиот разговор и да постават прашање. Доктор Злата, ти благодарам што еве одвои време да бидеш дел од Ваш термин во новото издание за прв пат. Добро дојдовте. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Кажав за што ќе говориме, значи некако од еден друг агол да поразговараме за тоа зошто е важно да се прават тие лекарски прегледи за управување со моторно возило. Па ајде вака на почеток првен да ни кажете која е таа легислатива која што ги уредува здравствените прегледи. Како и се, впрочем, што спомнавте во медицината на трудот е базирано на одредена легислатива која што мора да се почитува и која што пропишува одредени критериуми врз основа на кои што треба да се прават одредени здравствени прегледи, најчесто превентивни, со цел да се превенира здравјето пред се на човекот кој што го прегледуваме, но и јавното здравје, бидејќи во конкретниот случај кога ќе разговараме за управување со моторно возило, не е во прашање доведено само здравјето на човекот кој што го управува моторното возило, туку е доведено во прашање и јавното здравје. Без разлика на тоа дали возачот ќе управува возило кое што е вклучено во јавниот транспорт на луѓе и стока, или ќе биде возач кој ќе управува со сопствено возило како физичко лице, здравјето на другите може да биде загрозено. Затоа е многу важно да се почитува легислативата која што е уредена во неколку акти, во законски и подзаконски, кои што се однесуваат токму на оваа материја. Пред се мораме да кажеме дека главната материја е уредена во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и во овој дел од законот, во член 320 до 330, се токму уредени оние делови кои што се однесуваат на кој начин треба да се регулира здравјето на учесниците во сообраќајот. Во овие членови, меѓу другото, се регулираат и правилниците за начинот на кој што се вршат систематските прегледи, односно прегледите кои што се превентивни кај возачите. Се одредува правилникот врз основа на тоа што треба да имаат одредени ординации, односно служби по медицина на труд, од аспект на опрема и на кадар, за да може да ги вршат тие превентивни прегледи. И воедно се одредува начинот и формата на уверението кое што ќе биде издадено од лекарот специјалист по медицина на труд на лицето кое што треба понатаму да го проследи до овластените органи за да може да биде учесник во сообраќајот. Најважниот дел од легислативата секако што се однесува директно на оние дијагнози и состојби кои што се битни, е правилникот за здравствените критериуми што треба да ги исполнува секое лице без разлика дали се работи за лице професионално вклучено во сообраќајот или за физичко лице. И тоа се критериумите кои што се минимум стандардни критериуми кои што мора да се почитуваат од било која служба по медицина на трудот, односно јавна или приватна здравствена установа која што учествува во утврдувањето на здравствената состојба на кандидатот за возач. Кога би направиле споредба со Европската унија, каде сме ние? Европската унија уште во 2006 година донесе една директива која што беше изгласана на Европскиот парламент, меѓутоа беше воедно истата неколку пати изфилтрирана и од Европската комисија и од Европскиот совет. И таа директива точно беа посочени минимум стандардните критериуми кои што треба да се применуваат од аспект на здравјето на учесниците во сообраќајот во секоја членка земја на Европската унија. Применувањето на таа директива започна од јануари 2013 година во сите земји членки на Европската унија со причина сите земји да имаат еден униформен пристап кон тоа како треба да се третираат сите учесници во сообраќајот. Збориме за третманот кој што се
прави од аспект на нивното здравје и нивната здравствена психофизичка состојба. Кога би ги земале во предвид регулативите кои што се користат во Европската унија и ригорозноста која што ја наметнува Европската унија во однос на нивното користење, можеме да кажеме дека споредено со нашата регулатива која што е донесена 2006 година нема големи разлики, меѓутоа согласно последните измени кои што настанаа во 2013, 2015 и големата измена која што настана во 2018 година, Европската директива направи голем дел на измени во кои што ги вметна и препораките од Њујоршкото здружение за срцеви заболувања. Потоа вметна одредени диагнози и состојби кои што се однесуваат на респираторните болести, како што е обструктивната слип апнеа. Вметна одредени диагнози кои што се однесуваат на невролошкиот статус на пациентот, како што е епилепсијата и до каде треба тоа да се почитува, и одредени состојби како што е алкохолизмот, збориме за оној хроничен алкохолизам, начинот на кој што треба било кој лекар кој што е вклучен во проценката на здравствената состојба, па дури и службените лица, полицајците, јавното обвинителство или судиите, начин на кој што тие треба да се осврнат кон овој проблем, збориме за хроничниот алкохолизам и за периодицитетот на кој што треба да се прават систематските прегледи во врска со тоа да не настане некој поголем проблем, односно поголемо загрозување на животот на учесниците во сообраќајот од учесникот кој што е, рековме, хроничен алкохоличар. Меѓутоа ќе ве прекинам тука. Знаеме дека поголем број од сите оние сообраќајки кои што се случуваат, за жал и со многу фатални последици, претпоставам дека тука игра многу важна улога консумирањето на алкохол. Како може да се справат со тоа? Како да знаат тие кои што користат почесто алкохол? Како да се дојде до тоа сознание? Има ли некои... Тоа е во основа работа на полициските службеници. Да, меѓутоа ако го фатат еднаш да има премногу алкохол во крвта, или треба веднаш да се одреди некоја построга казна? Токму се такви директивите во новата директива на Европската унија. Во текот на наредниот период, со цел да можете да бидеме рамноправна членка на Европската унија, мора да ги почитуваме нивните правила и прописи. Нивните правила и прописи велат дека секој човек кој што ќе биде докажано дека постои хроничен алкохолизам, ќе мора да постои период на абстиненција. После тој период на абстиненција ќе мора да постои одреден период во кој што нема да може да управува со моторното возило, кој што може да биде од 6 месеци до 1 година. Откако дефинитивно ќе се утврди дека тој период на абстиненција е доволен за овој кандидат за возач да нема проблеми кои што се предизвикани поради конзумација на алкохол, ќе може повторно при преглед кој што ќе биде извршено стручни лица, да се врати повторно, да му се даде уверение за управување со моторно возило. Меѓутоа ви кажав, тоа се оние правила и прописи кои што се во Европската директива донесени во 2018 година. Конкретно, во текот на 2019 година ми се чини дека имаше еден пропис од Европската комисија во која што беа 4 земји членки на Европската унија казнети поради непочитувањето на тие прописи. Една од земјите казнети беше Шведска. Шведска него почитуваше токму овој дел за начинот на користење на алкохол и хроничниот алкохолизам, одредениот период на абстиненција кој што треба да го имаат учесниците во сообраќајот после користењето на алкохол. Поради паричната казна која што мора да ја платат швеѓаните заради тоа што не ги почитуваа правилата и прописите кои што редовно се ревидираат од страна на Европската комисија, мораше потоа да се направат одредени измени во шведската легислатива и да се адаптираат законите кои што го уредуваат начинот на издавање на уверение за управување со моторно возило. Добро, да се надеваме дека сето тоа ќе дојде уште построго кај нас, бидејќи навистина загрозувајќи си го сопствениот живот, на оние кои што не може да си го контролираат, консумирањето на алкохол, го загрозуваат животот и на другите учесници во сообраќајот. Има уште една интересна работа. Со оваа директива е утврдено дека на територијата на цела Европска унија можете да имате само една возачка дозвола. Не можете да полагате, да кажеме, во Македонија, па после тоа да полагате во Хрватска, кога ќе отидете да живеете во Хрватска или во Германија, ако живеете во Германија. Имате една возачка дозвола која што ви е со важност на територијата на цела Европска унија и секоја евиденција на било каков инцидент кој што е укажува на нарушување не само на вашата здравствена состојба, туку и на вашата сообраќајна култура, е евидентиран во таа ваша возачка дозвола. Тоа значи дека оној кој што не ги почитувал прописите во било која европска земја, а Македонија мора да ги почитува прописите доколку сака да стане рамноправна членка на Европската унија, истите тие прописи кои што не ги почитувал утре ќе бидат видливи и за нашите органи и за нашите служби кои што се ориентирани кон тоа да го
оцена здравјето на кандидатите учесници во сообраќајот и ние точно ќе знаеме во тој момент дали тој кандидат, односно тој учесник во сообраќајот имал направено било каков инцидент во текот на неговиот живот, додека управувал со моторно возило. Би требало да биде така. Ајде сега да поразговараме за оној дел како се одвиваат оние здравствени прегледи за управување со моторно возило и дали ме интересира, бидејќи вие сте дел нели од медицината на труд, на вистина, кога веќе треба да се даде нели лекарско уверение на некој кој што треба да управува со моторно возило, се е така како што треба. Значи нема што се вика прогледување низ прсти околу здравствената состојба. Дали е тоа на вистина така строго? Ја можам да ви кажам дека во текот на моето работно искуство имав можност да работам во здравствен дом Скопје, во поликлиниката МВР, односно поликлиниката која што порано се грижеше за здравјето на припадниците на Министерството за внатрешни работи. Од некое поскоро време таа клиника отворена и за давање на здравствени услуги на сите граѓани на град Скопје па и пошироко. Ја имав можност да се сретнам со навистина голем број случаи на кандидати кои што бара уверение за управување со моторно возило, кандидати кои што почнуваат да учат да управуваат со моторно возило, и кандидати кои што го продолжуваат своето уверение за здравствена состојба. Во поликлиниката МВР постоеше одредена комисија која што беше сочинета од неколку специјалисти. Сите специјалисти беа задолжени да извршат одреден вид на прегледи и на крај конзилијарно се носеше мислење за тоа каква е здравствената состојба на возачот, односно кандидатот за возач кој што треба да ја продолжи или да ја добие дозволата. Сметам дека максимално коректно со почитување на пропишаните критериуми, целокупниот конзилиум на лекари специјалисти кои што работеше во таа комисија си ја извршуваше максимално професионално својата работа. И сметам дека сите служби на медицина на трудот кои што ми се познати на мене на ист начин го вршат истото. Дали постојат одредени служби кои што отстапуваат од критериумите, не можам да коментирам, меѓутоа доколку постои истото, треба да потсетиме дека постои повторно законска регулатива која што предвидува и казнени мерки за оние кои што не го почитуваат правилникот, кој што се однесува на критериумите, што треба да ги исполнуваат возачите за да бидат здравствено, психофизички способни за управување на возило. Што би значило тоа? Тоа значи дека во моментот кога ќе ви дојде на вас кандидат кој што треба да управува со моторно возило или кандидат кој што треба да ја продолжи возачката дозвола, ќе треба првин да дојде кај вас кој лекар специјалист по медицина на трудот и вие да му земете една општа анамнеза, врз основа на која што ќе видите каква е неговата општа психофизичка здравствена состојба. Потоа треба да му земете една семејна анамнеза за да видите каква е историјата на болеста во неговото семејство и какви се можностите за пренесување на одредени болести кај него. Откога ќе завршите со сето тоа, го упатувате на одредени специјалисти, односно на лекар кој што е одговорен за офталмолошки преглед. И какви се прегледи тоа да објасниме? Така, значи има лекар кој што е одговорен за офталмолошки преглед, кој што мора да го прегледа начинот на функционирање на апаратот за вид. После тоа треба да се упати на ушен лекар за да се види каква е можноста за слушање, односно неслушање на пациентот. Потоа се препраќа на невролог за да се види невролошкиот статус на пациентот, на психијатар за да се види дали постојат одредени душевни или психијатриски заболувања или психијатриски состојби кои што се пречка за тоа да може да управува со моторно возило. Потоа оди на психолог, каде што се прават психолошки тестирања и анализи за тоа дали пациентот кај пациентот постојат одредени контраиндикации за тоа дали може да управува со моторно возило. Се прави биохемиско испитување, односно биохемиска лабораторија, во која што се земаат одредени параметри, како што се диференцијална крвна слика, АЛТ, АСТ, триглицериди, холестерол, шеќер во крвта, се она што може да ни индицира дека постои некој акутно пореметување кое што е контраиндикација за управување со моторно возило. Кога ќе се заврши со сите овие прегледи, повторно пациентот доаѓа кај лекарот специјалист по медицина на труд, кој што врз основа на све претходно направено и врз основа на конзилијарното мислење на целокупната комисија донесува одлука за тоа дали кандидатот е способен да управува со моторно возило или не е способен да управува со моторно возило. Во одредени случаи управувањето со моторно возило не мора да биде толку ригорозно определено на способен и неспособен, туку може да има состојби во кои што имате одредени ограничувања. Например, доколку пореметувањата на окото се во одреден диапазон кој што дозволува
да имате ослабено видно поле или ослабен вид во однос на тоа каква ви е рефрактометријата на леќата, можете тогаш да буквално на пациентот да му дозволите да има одредени, тоест на кандидатот да има одредени остапки конкретно за оние кандидати кои што нема да се занимаваат професионално како возачи. Збирниот визус на двете очи треба да биде 0,8. Со тоа што визусот на едното око не смее да биде помалку од 0,5 и при тоа може да користи корективни леки или научари, за да може да го добие визусот кој што веќе го споменат. Во тој случај и во самото уверение кое ќе го издадете на кандидатот се потенцира дека е способен за управување на моторно возило, меѓутоа при тоа мора да користи или научари или контактни леки. Тоа е од оние, како да кажам, полесните проблеми. Меѓутоа, да ни кажете за кои конкретни состојби кои се оние конкретни состојби за кои што најчесто пак не се дава возачка дозвола или не се дава одобрение на на кандидатот да управува со моторно возило? Во принцип има премногу поделено по системи, има премногу здравствени диагнози, меѓутоа и состојби, врз основа на кои што не требате да издадете лекарско уверение. Најчесто се аномалии, односно диагнози и состојби на кардиоваскуларниот систем. Посебно тоа е проблем кај возачите кои што професионално се занимаваат со управување на моторно возило, бидејќи таму се прилично ригорозни критериумите и тие критериуми, како што ви кажа, во новата директива која што ќе треба да се применува и кај нас ќе дојде времето кога ќе мора да се применува, се прилично сериозни. Критериумите пред се однесуваат на тоа каков е крвниот притисок. Дали се поразлични прегледите за професионалните шофери отколку за оние кои што ние секојдневно ги управуваме своите моторни возила? И оние кои што физички ќе ги управуваат моторните возила, и оние кои што се професионалци поминуваат низ истиот преглед. Апсолутно. Со тоа што диагнозите кои или состојбите кои што ќе се детектираат кај професионалните возачи се многу по-ригорозни. Многу повеќе се обрнува внимание на тоа какви се состојбите кај нив. Значи не можете да кажете дека човек кој што работи 8 сати во текот на денот професионално како возач и човек кој што работи администратор, а денеска ќе го користи возилото најмногу половина час, треба да имаат исти критериуми за управување со моторно возило. Долготрајната изложеност на еден работен процес е она која што е одговорна за потрошување на материјалот, меѓутоа и за исцрпување на организмот. Доколку вие имате еден организам кој што постојано е изложен на една иста работа, возење, кај човекот кој што тоа го прави половина час на ден, можеби нема да ви биде битно. Дали има пореметување во спроводниот систем на срцето. Меѓутоа кај по цел ден? Меѓутоа доколку тоа го прави 8 часа и како ќе ви биде важно дали тој човек има блок од 2 или 3 степен, за да знаете дека тоа ќе биде контраиндикација за неговото континуирано изложување на таков напорност, таква професионална изложеност. Затоа кај професионалните возачи критериумите се многу построги. Треба да земете во предвид дека тоа го прават они многу почесто, многу подолго, многу пофреквентно од останатите возачи. Конкретно, изложеноста на слушниот апарат. Они се постојано изложени. Земете ги возачите на камиони или на автобуси, они се постојано изложени на бучава. И сега имате вие постојано изложеност на бучава, која што меѓу другото без разлика на тоа што не е состојба која што е сега животно загрозувачка или е нешто што е детерминирачко. Меѓутоа е пречка. Меѓутоа и е проблем од аспект на тоа што професионалната изложеност на долготрајна бучава прави дополнително оштетување на органот за слух. Така да, ако имаме високи децибели кои што постојано се присутни кај одреден орган, оштетувањето на органот за слух ќе биде и поголемо. Затоа изложеноста на 35 и повеќе децибели кај професионалните возачи е различна од она од 40 децибели па до 60 децибели во диапазонот од 4000 МГц кај возачите кои што не се професионални, односно се занимаваат со возењето аматерски. Така. Сега, за жал, точно пред една година имавме ние една автобуска несреќа во која што имаше и жртви. Имаме многу приватни компании. Ме интересира дали имате сознанија, дали се вршат доволно контроли за тие возачи кои што управуваат и со автобусите, и за пократки релации, а секако и за оние релации кои што се, нели, што возат и во странство и надвор од Македонија, подолги, да речеме,
со по неколку часовно возење, дали воопшто постојат контроли, дали навистина тие шофери точно ги прават тие прегледи, претпоставам дека има некој временски период во кој што мора да го исконтролираат своето здравје. Дали воопшто некој го контролира тоа? Имате ли сознание? Согласно законот кој што е за вршење на јавен превоз, сите и законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, е утврдено дека сите оние професионални возачи кои што вршат транспорт на патници, како што беше во случајот што кажавте со сообраќајната несреќа која што се случи кај ласкарци, или во друг случај кога не мора да се превезуваат патници, кога се превезува друг вид на стока, дали е тоа материјална или животни, апсолутно постојат закони кои што ја одредуваат материјата на прегледите кои што треба да се вршат и периодицитетот. Сите овие професионални возачи на секои 3 години, посебно оние кои што користат категорија, односно се корисници на категоријата С и одредените субкатегории на категоријата С, како и категоријата Д, каде што спаѓаат возачите на автобусите и субкатегориите на категоријата Д, се подложни на такви периодични прегледи на 3 години, кои што кажавме дека имаат многу повисоки критериуми, кои што се однесуваат на психофизичката здравствена состојба на кандидатот, со цел да може да се утврди било каква аномалија кај вработените и истите да се предупредат за здравствената состојба и додека истата не се отстрани на медикаментозен пат или по хируршки пат или било како, со било која медицинска процедура, возачот нема да добие уверение дека може да управува со неговото моторно возило. Постојат казни исто предвидено во законот, кои што кажуваат дека правното лице кое што го издало својот автобус или својот камион на користење на возачот на кој што не поседува лекарско уверение, ќе биде казнето со 2000 евра глоба во денарска противвредност. Она лице кое што е одговорно за давањето на наредба за управување со моторно возило во било кое предпријатие ќе биде казнето со 30% од таа сума, а самиот возач ќе биде казнет со 300 евра. Така да предвидена е законска регулатива, полициските службеници се должни секој пат кога ќе го застанат возилото да побараат дали постои уверение согласно кое е утврдено дека возачот е психофизички здрав и може да го управува возилото кога врши јавен транспорт. Ми се допаѓа тоа што во последно време можам да забележам дека има доста полициски контроли и тоа е добро заради тоа што, како што кажавме претходно, сите оние учесници во сообраќајот кои што не ги почитуваат правилата, или да добијат соодветни казни за нели секако да не се случи нешто несакано и по нивниот живот, а и по животот на другите учесници во сообраќајот. Да се навратиме на разговорот, не ги кажавме оние здравствени состојби каде што веќе на некој начин не можат луѓето да управуваат со моторно возило. Кои се тие точно здравствени состојби кои што воопшто не можат да го управуваат со моторното возило? Конкретно, најчесто луѓето кои што ја продолжуваат својата возачка дозвола после 70-та година од животот, се луѓе кои што се во поодминати години, кои што веќе имаат проблеми со одредени системи на својот организам. Најчесто тоа се проблеми кои што се јавуваат на слушниот апарат или на проблеми со очите. Тоа се воглавном проблемите кои што најчесто се причина за непродолжување на возачката дозвола. Кај помладите е малку покарактеристична состојбата, тоа се најчесто некои вродени заболувања, конгенитални срцеви заболувања, кои што најчесто се причина поради тоа зошто не би можело да им се издаде возачка дозвола. Кај професионалните возачи поради критериумите кои што ви кажав дека се наметнати, според последната директива, која што не е многу далеку од нашите критериуми кои што се однесуваат на пример за хипертензијата кај возачите, притисокот не смее да биде повисок од 160 со 100. Збориме за систолните и за диастолниот притисок, додека по новите критериуми на Европската директива, тој притисок не смее да биде повисок од 155 со 95 за систолен и за диастолен притисок. Најголем дел од проблемите исто така се во врска и со невролошките проблеми. Сериозно би било доколку позади воланот кој што врши на возачот кој што врши јавен превоз, постои диагноза во форма на епилепсија, бидејќи тогаш губењето на свеста знаеме како може да заврши не само за возачот кој што го управува возилото, туку за патниците кои што ги превезува или за останатите учесници во сообраќајот. Кардиоваскуларните заболувања се едни од посериозните кои што ги споменавме и едно од поновите и поинтересните состојби кои што исто се споменати во новата директива е така наречената обструктивна слип апнеа. Каде што имаме два типа на тежина на
обструктивна слип апнеа кои што се контраиндицирани, односно се причина за да на кандидатите управувачи на моторно возило не треба да им се даде право да управуваат со моторно возило, како и некои кои што според индексот на апнеа и хипопнеа постои негдека скоро помеѓу 15 и 29, односно умерена слип апнеа и над 30, односно тешка слип апнеа, не треба да се издаде уверение во кое што стои дека кандидатот е психофизички способен да управува со моторно возило, пред се поради тоа што неквалитетниот сон кој што го има во текот на ноќта е причина за намаленото внимание кое што го има во време на управување на сообраќајот. Според Епворт скалата на поспаност, тие возачи се многу често и склони кон тоа да заспиат на воланот додека се наоѓаат во мирување во место, многу поретко во движење. Меѓутоа, како фактор ризик секако слип апнеата е една од посериозните состојби и диагнози на кои што секако нашата легислатива ќе треба во најбрзо време да се посвети за да можеме истите да ги примениме и проблемите кои што се врзани во врска со оваа диагноза да се имплементираат и во нашите закони. И тоа колку што можам јас да се информирам, нели долго време водам емисии за здравство, слип апнеата можеби некој да има да не е свесен. Како во однос на овие прегледи би ја диагностицирале, да кажеме, како би дознале дека човекот има таков проблем, односно тој оној кој што сака да управува со моторно. Постојат неколку начини да дознаете дека имате слип апнеа. Без разлика, не мора да дознаете од вас. Најчесто ќе дознаете од оној кој што е со вас, односно оној кој што ве слуша, како хрчите или како од време на време се засрекнувате додека спиете и го губите вашиот здив. Кога тој истиот ќе ви го пренесе тоа на вас. Меѓутоа некој не сака се признае. Веројатно, меѓутоа неговата поспаност во текот на денот и кога ќе види дека често пати е дремлив во текот на денот, можеби ќе го натера да треба и да се посвети на тој проблем. Во Хрватска начинот на регулирање на проблемите кои што се јавуваат кај кандидатите возачи, кај возачите кои што се вклучени во сообраќајот е многу интересен. Секоја здравствена состојба која што е суспектна за тоа дека представува ризик за вклучување на одреден возач во сообраќајот, од матичниот лекар се препраќа до одредени служби, дали е до Министерството за внатрешни работи, дали е до јавното обвинителство, дали се до службите за медицина на труд или до институтот кој што е одговорен за тоа. И истите после тоа се повикуваат на вонреден преглед за да се утврди неговата состојба. Така да веројатно и тоа ќе треба да се имплементира кај нас како еден систем, за да може во еден систем кој што е соопфатен, секаде каде што ќе го примете пациентот, информацијата која што ќе ви даде, која што ќе ме насочи кон тоа дека постои одредена диагноза или состојба, треба да биде проследена до соодветните институции, до соодветните здравствени установи за истото да може да биде третирана. Сега исто ме интересира околу оној временски интервал 3 години велите. Мене никако тоа како да ми е многу. Искрено, вака, говорејќи бидејќи веќе начинот на живот кој што ние го живееме не е ист како од поодамна. Значи, живееме стресен начин, брз начин на живот, стресот си го прави своето, храна и така натаму. Нели сметате дека малку треба и тој временски интервал за професионалните возачи на тие лекарски прегледи да се намали? Еве како председател, ве најавив и како председател на Македонското здружение за медицина и труд. Размислувате ли нешто околу таа тема? Ние ги следиме. Бидејќи се извинувам што ќе прекинам. Еве оние контролни, како да кажам, систематски прегледи кои што се прават во секоја установа, компанија и така натаму, еве и во нашата телевизија се некаде на година и пол до 2 месечини. Зошто би било за шоферите 3 професионално? Одлично ви е прашањето и мислам дека се чини дека треба да се намали, барем според мене сега. Одлично ви е прашањето, меѓутоа тука спојуваме две материи. Спојуваме професионална работа и спојуваме професионални возачи. Професионалните возачи, без разлика на тоа што се професионални возачи и имаат периодични прегледи на 3 години, ги имаат и прегледите кои што се на 2 години, односно кога ги имаат и останатите. Кога ги имаат и останатите вработени во предпријатието каде што се вработени. Конкретно прегледите кои што се однесуваат за психофизичката состојба на кандидатот за возач кој што управува моторно возило се малку поинакви од прегледите кои што се прават за превентивни прегледи за утврдувањето на здравјето на вработените. Така. Значи нешто сакате да кажете дека е покомплексно уште таму кај нив? Секако дека она кое што се прави како испитување кај возачите кои што треба да професионално се занимаваат како возачи, се дополнителни испитувања кои што утврдуваат дополнителни диагнози. Меѓутоа, без разлика на тоа, согласно медицината базирана на докази, согласно испитувањата кои што се правени, анализите, не само на локално ниво. Еве, нашето здружение има направено голем број на истражувања кои што се однесуваат на здравјето на возачите. Голем дел од специјалистите по медицина на трудот имаат направено и своји магистерски научни трудови кои што се однесуваат токму на оваа материја.
и на европско ниво, и на светско ниво се направени анализи за тоа колкав треба да биде периодот помеѓу два прегледи, а прегледи кои што треба да се однесуваат за утврдување на состојбата на возачите кои што професионално се занимаваат со возење. Во Германија тој период е на 5 години. Значи, така да не е во секоја земја идентичен периодот, кај нас е на 3 години. Така да врз основа на тоа што се испитува. Така, во однос на истражувањето. Во однос на тоа каков е менталитетот на народот. Тука треба да го споменеме менталитетот на народот. Значи, некогаш често пати знаат кандидатите за возачи да бидат и не само критични. И во моменти кои ќе му кажете на некој дека не гледа доволно, дека неговиот визус по параметрите на оптометријата покажува дека он нема визус кој што е соодветен за да управува со моторно возило, он инсистира да му дадете возачка дозвола. Секако дека треба да го промениме менталитетот пред се, за да знаеме дека треба да бидеме само критични, меѓутоа и да бидеме честни, не само кон себе, туку и кон настанатите, затоа што возењето на моторно возило е еднакво како користењето на огнено оружје. И со едното, и со другото. Можете да направите многу лошо, доколку не знаете да го користите како што треба. И кога треба да го користите. Така. Имам уште малку време, би сакала само да ве прашам како председател на Македонското здружение за медицина и труд, какви активности имате, имате ли некои новини што ги планирате за оваа година? Па ова е веќе трета година како што сум председател на Здруженијето за медицина на труд и оваа година ќе биде веројатно најубавата година од моето председателство на Здруженијето, затоа што во оваа година ќе го организираме во месец октомври од 16 до 18 октомври и третиот меѓународен конгрес за медицина на труд на кој што ќе има меѓународно учество. На истиот очекуваме да реализираме и меѓународна конференција на која што ќе бидат разменети искуствата не само од регионот, можеби и од пошироко, со останатите специјалисти по медицина на труд и врвни стручњаци по медицина на трудот, во однос на тоа какви се состојбите, последните промени, измени, закони, диагностики од областа на медицина на трудот. Очекуваме да има голем број на посетители. Во почетокот на оваа година успеавме да склучиме и меморандум за соработка со Американското здружение на медицина на трудот, каде што на глобално ниво има само 48 членки, што за нас представува посебно посебно признание, затоа што сме едни од 48 членки кои што станаа членови на тоа здружение. Меѓу другото, оваа година очекуваме до реализацијата на конгресот да се остварат голем број на работилници посветени токму на професионалното здравје, болестите врзани со работата, како и конкретно овие проблеми како што се уверенијата и здравствената состојба, психофизичката здравствена состојба на учесниците во сообраќајот. Има ли нешто вака што сметате дека ни фали конкретно во оваа област за која што сте председател, што треба нешто кај нас да се воведе плюс? Или за сега е доволно тоа што е? Мислам дека секогаш има работи кои што фалат. Рековме во европската директива едно што треба се спроведи, тоа е само една од директивите. За секоја област, посебно оние кои што ние ги следиме од областа на медицината на трудот, постојат директиви во Европската унија кои што се донесени од Европскиот парламент, поднесени од Европската комисија, кои што треба да се имплементира, така да постои директива за заштита и безбедност и здравје на работа. Сите тие регулативи се нешто ново кое што фали и кое што треба да се следи. Значи да бидеме up to date на се она што треба да представува критериум за Европската унија, да го примениме кај нас, затоа што знаеме дека на тој начин ќе ги применуваме последните критериуми кои што се најважни за здравјето пред се на работниците и на останатите кои што се поврзани на некој начин со медицината на трудот. А во однос на тоа дали нешто друго ни фали, можам да кажам дека барем во Македонија медицината на трудот е на многу високо ниво поставена и развиена, пред се благодарение на Институтот по медицина на труд кој што од 2006 година нааму како колаборативен центар на Светската здравствена организација ги применуваше и имплементираше сите оние практики на Светската здравствена организација
и ја афирмираше медицината на трудот како една од најважните специјалистички дијагностички гранки кои што се занимава со професионалните болести и со болестите поврзани со работата. Можеме да кажеме дека не сме на нивото на скандинавските земји, но ако сакаме да се мериме по квалитетот на медицината на труд кој што го имаме, сметам дека во делот на здравствената мрежа на Југоисточна Европа ние сме лидери во регионот во однос на тоа како имаме развиена медицина на труд. Така. Ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека сето ова што го говоревме, сите оние кои што не слуша, ќе го имаат нели во предвид што сакаат да упробуваат со моторни возила и пак за продолжување на возачките дозволи. Ви посакувам успех во работата како претседател и посакувам исто што поскоро да завршите вашата субспециализација, пак да ми гостувате овде како пулмолерголог. Ви благодарам со задоволство. Тука ќе се заблагодарам и на нашите гледачи, ќе им посакам пријатен и убав остаток од денот. Грижете се за своето здравје, имајте добро здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.